По швајцарски терк, студенти од македонските универзитети изработуваа предлог мерки за развој на општина Делчево и одржливо користење на природните ресурси во рамките на летната школа како дел од програмата за зачувување на природата. Ние ја избравме општината Делчево да биде домаќин врз основа на направените претходни анализи, врз основа на потенцијалите што ги има, големината на општината, така да ова е еден иновативен пристап. Самата пилот активност е нешто што за прв пат се прави во Македонија по моделот кој што успешно се применува од страна на Универзитетот од Цирих. 16 студенти изминативе 10 дена престојува во Делчево, вршеа социоекономски истражување на теренот и природните ресурси, правеа интервјуа со надлежни институции и излегоа со своји предлози. Во поглед на туризмот, во Делчево има потенцијали за развој на туризмот, не се тоа големи потенцијали, меѓутоа има неколку интересни аспекти кои што би можеле да се вклучат меѓусебно. Значи има цркви, има споменици, има природни богатства, природни атракции како што е на пример Кукулјето. За да сето тоа биде достапно до туристите, општината би требало да вложи повеќе во пристапност. Вториот потенцијал за развој на Делчево според студентите е регионот да стане препознатлив по преработката на сливи. Вториот потенцијал кој што го детектиравме е производството на слива, која што го има во големи во значајни количини во општината, меѓутоа во моментот не се преработува. Значи идејата е да од тој производ понатаму има некоја преработка која што ќе донесе поголема корист за самата општина. Летната школа на студентите во Делчево завршува денеска, а нивните препораки, доколку ги препознае општината и делчевскиот бизнис сектор за развој, ќе останат да чекаат реализација.